Добре дојавте на беседа. Епизода број 6, спирална динамика, втора половина. Епа свештениче, мислам дека е време да ја завршиме нашето образлагање на рамката на спирална динамика. И во оваа епизода ќе ги покриеме постконвенционалните две нивоа, бидејќи во првата ги покривме конвенционалните. Значи, за едно кратко подсетување, конвенционалните беа 6, тие се беж, виолетово, црвено, сино, портокалово и зелено. И овие се викаат конвенционални затоа што ги наоѓаме повеќето луѓе дека се распоредени некаде на скалата на овие 6 нивоа и дополнително овие 6 нивоа обично не се свесни дека се наоѓаат на скала, ниту па се свесни дека за другите нивоа, освен за тие што им се најблиски, например портокалово е свесно за зеленото и за синото. И уште една дополнителна работа што има во конвенционалните нивоа, кога некој човек или заедница или народ или организација се наоѓа или колектив се наоѓа во конвенционалното ниво, е тоа што другите нивоа ги гледа или како небитни, или како заостанати, или како нереални, а тие што им се најблиски, првите две најблиски, например на синото, на сината ниво, на сината фаза, портокаловото и црвената ги гледа како нешто негативно, нешто што треба да го мрази и што треба едноставно што е негативно. Значи тоа е со конвенционалните нивоа. И ги покривме во претходната епизода. Ако не сте го чуле тоа, ако не сте го прегледале, ве упатуваме натаму да ги преслушате. Во оваа епизода ќе ги покриеме двете постконвенционални нивоа. Тоа се жолтата, која што е интегративна и системска, и трикизната, која што е холистична, а воедно ќе наговестиме и ќе обидеме да шпекулираме какво би било следното ниво, кое што може, поред теоретичарите, оригиналните теоретичари на спирална динамика, му ставаат корална боја, некои други му ставаат сива или, не знам, виолетова, ултравиолетова, сеедно. Пред да ти дадам збор, свештениче, само сакам да кажам, односно да го објаснам она што го напоменав претходниот пат во претходната епизода, а тоа е зошто самата теорија се вика спирална динамика, што тука е спиралата. Тоа е корисно за нашите следачи да го знаат. Че спиралата, зошто спирала? Затоа што Чарлс Грейвс, практично тој кој што ја дава оригиналната теорија врз која што двајцата Коен и Бек се надградуваат над Грейвс, на неговата теорија, тој ја дава теоријата дека човековиот развиток се одвива во спирала. Што значи спирала? Дека сите овие нивоа што ги кажавме фази, практично се поделени на 4 подфази и развитокот во секоја фаза се одвива во тие 4 и практично се врти како во круг. Ама бидејќи човекот, ако патува, или колективот се едно што и да е, ентитетот, ако патува нагоре во фазите, практично не може кој ќе го сврти кругот да остане на истото место, туку се искачува едно ниво поголе. Затоа, ако го земеме кругот и го свртиме за да може да се искачува нагоре како што се врти кругот, ќе добиеме спирала. И од тука доаѓа спиралата. Секој ниво, практично, ова го спомнав претходно во третата епизода која што беше зрелост и ниво на развиток. Зрелост како процес. И таму објаснив дека има 4 фази во секое ниво.
Првата фаза е фаза на воспоставување на парадигма, кога нивото ќе се воспостави. Потоа, втората фаза е криза, во која што веќе парадигмата не успева да ги реши новите проблеми кои што настануваат од парадигмата. Третата фаза е да се прави повеќе од истото, наместо да се бараат нови решенија. И четвртата фаза е увидување дека старите решенија не се доволни и дека изискуваат нови решенија кои што се содржат во нова парадигма. Кој ќе се префрли од четвртата фаза повторно во првата фаза, односно кој ќе се сврти целиот круг, тогаш повторно се воспоставува нова парадигма која што е, како кажам, која што е главната за тоа ниво. Така што сите овие нивоа кои што ги спомнавме, 6 и двете постконвенционални, си имаат своја парадигма. Авторите ги кажуваат како мета-меми, меѓутоа моја критика која е на спиралната динамика е дека премногу се обсесирани со идејата на меми, која што оригинално доаѓа од Ричард Докинс, и која што тие веројатно во некој полет, во некоја заинтересираност за истата идеја, ја имаат прифатено и ја имаат мислам дека премногу ја употребуваат во самата книга, баш во текот на снимањето на овие епизоди ја читам самата книга и мислам дека немало потреба од обсесија и тока фокус на меметиката и на мемите. Пред себе би рекол дека тоа е парадигма, а не меми. Епа, да започнеме со објаснување на постконвенционалните две фази, жолтата интегративна и системска и трикизната холистичка. Дали би сакал да почнеш ти, свештениче? Секако. Како што кажа ти, спиралната динамика е една замислена спирала, главно поради причината што алтернира помеѓу две замислени оски, а тоа е оската на алтруизмот и оската на индивидуализмот. Секоја фаза компензира од предходната, така што ако предходната била индивидуалистичка, себична фаза, тогаш следната нејзина алтернација ќе биде по-алтруистичка, по-глобална, по-сеопфатна, и таа над нејзе или после нејзе ќе биде исто така повторно индивидуалистичка. Значи, спиралата оди помеѓу две замислени прави линии и на тој начин пробува да ги компензира и двата аспекта на човековото живење, индивидуалистичкото и животот во заедница. Ние завршивме со зелената фаза, која што беше алтруистичка фаза, која што беше концентрирана кон заедницата и како да живееме во една здрава заедница, каде што си ги прифаќаме сите различни размислувања, сите различни идеологии и пробуваме да се почитуваме меѓу себе, а не да пробуваме да се надвладееме или да се уништиме, а при тоа исто така се грижиме и за чувствата на индивидуата, поготово на оние индивидуи кои што се обесправени на различен начин или се немокни да се заштитат себе си, и се трудиме да ги заштитиме и да им дадеме еден безбеден простор да се развијат. Меѓутоа, ние веќе објаснивме кои се штетните последици кои што произлегуваат од оваа фаза. Следната фаза, која што влегува и во еден нова метафаза или метапростор, јас ја нарекувам неконцептуална фаза, или тоа е жолтата фаза, како што е накажана во трудовите на авторите, кои што создале оваа спирална динамика, оваа теорија. Жолтата фаза е индивидуалистичка и главно се темели на ремедирање, поправање на грешките од зелената, од предходната. Таа ги разгледува сите идеологии, сите концепти
кој што претходната фаза се обидува само да ги прифати без нивно разгледување, без нивна валидација, туку само чисто прифаќање на ниво на емоција, на ниво на коегзистенција, додека пак еволуираниот човек во жолтата фаза пробува да го извлече најдоброто од сите овие различни идеологии, различни филозофии, различни начини на живот, на гледање на животот и така натака, и да состави нови видови на размислување, нови видови на живење кои што ќе бидат супериорни, кои што ќе бидат подобри и кои што ќе го подобрат животот на секој аспект. И на аспект материјален, и на филозофски, и на емоционален, и на духовен и така натака. И немаме потреба повеќе да се заглавуваме себе си со некои стари начини на живење кои што не кочат, туку можеме да го извлечеме најдоброто од сите идеологии и да составиме нови концепти за кои што нема да ги следиме како догма, туку ќе ги користиме како алатка. Оваа филозофија или овој степен на свесност е исто така како што кажа процесорот, е првиот степен кој што е свесен за сите степени претходно подоле. Значи свесен е дека човекот мора да еволуира низ различни стадиуми за да стигне до овој жолт или неконцептуален стадиум, каде што тој е каде што мора да ги или може да ги интегрира сите претходни добри страни од сите овие претходни полиња, нели сите имаат своја позитивен аспект, и може да ги интегрира сите овие позитивни аспекти во едно, а да ги отфрли негативните аспекти кои што сите овие полиња ги имаат со себе. И тоа е како еден вид на преодна фаза која што носи до следната фаза, која што ќе збориме малце подоцна. Меѓутоа, можам да кажам дека мал број на луѓе се уште се стигнати до оваа жолта фаза. Тука би спаѓале некои врвни психолози, филозофи, можеби и научници. Дефинитивно мал број на луѓе, мал број на индивидуалци кои што се обидуваат да ги решат проблемите на еден неконцептуален начин, на едно размислување надвор од кутијата. Супер. Јас само би искоментирал на тоа дека апсолутно се согласувам со тебе дека жолтата фаза е таа првата во која што стануваш свесен дека постојат другите нивоа и кој што почнеш да разбираш дека не почнеш туку сваќаш дека се апсолутно потребни сите тие и дека си имаат своја улога. Меѓутоа и почнеш да ја стекнуваш желбата да ги интегрираш. Меѓутоа мислам дека во жолтата фаза токму тоа е проблемот на жолтата фаза. Пред се жолтата фаза е базирана на свесност дека различните фази подоле и нагоре постојат, но проблемот кој што треба да го решиш или кој што настанува за жолтата фаза е токму на интеграцијата. Интеграцијата на сите овие различни фази. Сега ако се збори за поединец, тоа е интеграцијата на лично ниво. Се збори за организација, тоа е интеграцијата на различните луѓе кај кои што се доминантни различните фази. И кога поединецот или организацијата или колективот, како и да е, ентитетот, кога ќе успее со интеграцијата на различите интеграција и развиток на различите сите други фази, за кои што сега веќе е свесен, се свесни дека постојат, кога ќе успее, тогаш преминува. Токму успехот е успехот на оваа интеграција на интеграција е токму тоа е скокот во новата парадигма за трикизната фаза. Дали имаме уште нешто да кажеме околу жолтата фаза или да се префрлиме на трикиз?
Па ти кажа една убава поента сега за негативните аспекти на жолтиот стадиум. И тоа е интересно прашање, бидејќи многу мал број на луѓе се стигнати до жолтиот стадиум, за да може да се манифестираат штетните ефекти и моментално од она што можеме ние да го видиме е дека само навидум, само позитивни работи има, бидејќи се уште не стигнало до еден не добило таков квантитет да може да се видат на дело негативните аспекти, а во исто време и свеста на луѓето не е толку многу развиена да може да ги примети негативните аспекти на оваа жолта фаза, која што е навистина напредна во однос на нашиот стадиум на свест како човештво. Да, особено затоа што некои негативни ефекти им треба време да се појават, не е така Да. само на прва. Па можеме да видиме дека со сите овие претходни стадиуми кои што се јавувале, во моментот кога се јавувале биле еден вид на спасение во однос на хаосот кој што хаосот кој што владеел пред да се јават, бидејќи стадиумот претходен веќе му дошло време да се надмине и веќе зачурувал, значи веќе станувал неподнослив и станувал штетен, повеќе штетел, повеќе сметал него што придонесувал и било едно природно било да се навлезе во другиот стадиум. А сега ние уште полека се навлегува во зелениот стадиум, уште е многу рано за жолтиот, тој постои само како концепт и тоа кај луѓе кои што се свесни дека постојат различни стадиуми и затоа е многу тешко да се шпекулира кои би биле негативните аспекти, меѓутоа ако се обидеме да размислиме, јас би рекол дека негативните аспекти, всушност тој и ти го напомена сега, дека негативните аспекти се во самото тоа што се бара еден баланс, една хармонија во сите работи, каде што не секогаш има простор за баланс. Некогаш дисбалансот може да е правилниот чекор. Не секогаш, и сега како што може да се примети, завлегуваме во доста по високи размислувања, затоа што се работи за повисоко ниво на свест, кое што го бараат овие полиња. Меѓутоа, како што кажав, значи, некогаш некои активности, некои реакции нема потреба да бидат размислени, нема потреба да бидат комбинација од повеќе видови на концепти или повеќе видови на аспекти, туку едноставно потребно е делување, потребно е спонтаност, потребно е да се препуштиш на да те води природата, да те води интуицијата, а не ти да пробаш да ги склопиш работите во едно ново руво. И затоа и велам дека оваа жолта фаза е еден вид на премин само кон некоја уште поголема и по целосна фаза, не е цел самата по себе, бидејќи ако се остане на оваа фаза, ти цело време ќе трагаш кон еден вид на барање компромис помеѓу она што веќе постои и нема да стигнеш до онаа фаза ултимативна фаза на живење во хармонија со природата и со се она што е. Ќе бараш да ги балансираш луѓето, ќе бараш да ја најдеш вистината помеѓу луѓето, меѓутоа ќе заборавиш да ја живееш вистината. Токму тоа се обида да го реши следната фаза, односно трикизот. Па можеме да се префрлиме на нејзе. Сакаш ти да ја објасниш? Ајде, јас ќе пробам. Сепак мора да напоменам тука дека се работи за една фаза која што е доста напредна. Жолтата фаза мене ми е доста јасна, затоа што ја гледам јасно и мислам дека се наоѓам во нејзе. Онака убаво сум завлезен и дури ја доживувам незината криза. Меѓутоа, трикизната фаза е нешто кое што знам како би требало да изгледа, ама уште не го живеам. Значи, трикизот, односно е холистичка фаза, и како и со сите претходни фази, и таа незината идеја е да ги решава проблемите од претходните фази.
Па во оваа смисла, практично бидејќи жолтата фаза е индивидуалистичка фаза, како реакција на зелената колективистичка, така Тиркизот е, не би рекол колективистичка фаза, ама веќе, па, убаво е отпишана со зборот холистичка. Значи ги интегрира сите, и поединците, односно и поединечната перспектива и колективната перспектива. Едноставно, таа е успехот на интегративниот процес кој што настанува и кој што е сршта на жолтата фаза. Значи, во холистичката тиркизна фаза, фокусот е на соработка и на употреба на системски решенија и холистички решенија со цел да се оздрави и да се помогне целата спирала и сите нејзини делови. И главното размислување е холистичко, значи во основа го гледа целиот универзум и целото постоење, а со тоа и нели, земјата, цивилизациите, луѓето, поединците, екосистемите, растенијата, животните, сите тие, ги гледа како еден организам кој што овие сите други делови се постојат, не се негираат дека постојат, меѓутоа не се одвоени од едниот организам. И сепството дури се гледа како дел од овој, речеме, универзум. Можеме да го крстиме реалност, стварност или Бог, како сакаме. Тиркизот ја разбира спиралата и незините различни аспекти многу подобро и од жолтото фаза. И ги решава и ги примирува работите на многу по-органски и многу по-мирен начин, со тоа што, како што напоменати, во некои ситуации треба да се направи повеќе хаос, во некои ситуации треба да се направи повеќе ред, во некои ситуации треба да биде колективистички решението, во некои ситуации треба да биде индивидуалистички решението. Некои ситуации треба да биде автократско, во некои ситуации треба да биде демократско. Во некои ситуации треба да биде левичарско решението, во некои ситуации треба да биде десничарско решението и така натаму. Значи, мислам дека во Тиркизот сите овие работи функционираат без никаков проблем, затоа што е холистичка и интегрирана фаза и сите работи се во хармонија. Да, додека жолтиот би барал секогаш да биде центрист, секогаш да го најде балансот помеѓу двете, холистот е човек кој што не го интересира веќе балансот, туку го интересира вистината, го интересира нешто уште повеќе. Да, и може слободно да патува меѓу тие во зависност од потребата. Е, баш така. И нема потреба од рамнотежа, како што викаш ти, затоа што во суштина се е веќе врамнотежено во природата. И со ова практично ја завршуваме во наводници тиркизната фаза, меѓутоа пред да завршиме ќе ти дадам тебе збор ако сакаш да додадеш нешто околу неса. Би го повторил истото ти што го кажуваш, значи пак ќе кажам дека се работи за една врвна фаза на или барем до сега ултимативна фаза на свест, која што ја имале ретки пионери во историјата на човештвото. И кога ќе сретнеме луѓе со вакво ниво на свест, обично прва реакција на луѓето е да го убијат, да се отстрани тој човек, бидејќи е премногу чуден, премногу невообичаен и наведум шири хаос, шири неред, бидејќи како што пак ќе се вратиме, како што жолтиот пробува да најде баланс помеѓу другите, оваа тиркизна или холистичка фаза не интересира балансот, туку интересира некои ултимативни слободи и вистини,
и не е гајле дали ќе создаде хаос во светот, бидејќи хаосот е неопходен во тој момент. Го чувствува тоа дека хаосот е неопходен и си го прави тоа што треба. И заради тоа најчесто одговор на општеството кој што е помалку еволуирано е да го уништи таа индивидуа, да ја отстрани. Такви индивидуи јас би ги сместил тука голем број на овие основачи на главните религии, како што е пред се Исус Христос, Буда, Лао Це, пророкот Мухамед, па и некои мудреци во денешна доба, кои што, како например, можеби Садгуру или Екартол дефинитивно би го сместил тука. Да, и јас би го сместил таму. И така натака. Она што можеме да кажеме, значи, две работи. Првата работа е како тие луѓе функционираат. Функционираат на одредени начини кои што се интелектуално несватливи, непрепознатливи, бидејќи се над умот. Тука веќе стигаме во едно функционирање кое што е над логиката, над она конвенционално размислување, да видам што е паметно, па тоа да го направам. Туку едноставно конектирани се со природата и со универзумот до тој степен да чувствуваат внатре во себе автентично кој треба да биде нивната реакција. Ако таа реакција ги носи кон смрт, ако таа реакција ги носи кон нешто што ќе им нанесе штета материјална или така натака, не ги интересира тоа. Они само се загрижени за својата автентичност, за експресија на својата креативност и живење од позиција на присуство и не се заинтересирани за ништо друго. Меѓутоа и покрај тоа што личат дека навидум се хаотични луѓе, доколку тие интринзично внатре во себе чувствуваат огромна љубов за све околу себе, бидејќи се идентификуваат со севкупноста и сите нивни активности се мотивирани од позиција на љубов и грижа и тие многу ретко прават штетни работи. Прават работи кои што се реално негативни и штетни. Иако и тоа може да се случи, значи не се безгрешни, безгрешливи. Сега да видиме дали имаат некои негативни аспекти. Ова е исто така сега влегуваме во многу шпекулативна фаза, бидејќи треба да се поставиме над нив за да можеме да ги коментираме. За мене лично барем тоа е доста тешко, бидејќи не знам дали сум стигнат до таков стадиум, за да можам тоа да го коментирам, меѓутоа ќе се обидам, зашто да не се обидам. Она што можам да го кажам е дека во некој момент ми личат дека се луѓе кои што се доста подведливи, лесно можат да бидат манипулирани од страна на помалку еволуирани луѓе, бидејќи функционираат на ниво на чувства и функционираат на ниво на глобални ефекти и можат лесно можат да сгрешат и лесно можат да се препуштат на активностите на други луѓе кои што не се толку еволуирани кај нив и да им се упропасти целата замисла. И тоа лесно го гледаме, например, кај човек како Ошо, например, кој што по моје гледиште бил во оваа фаза, сепак тој делувал преку своите следбеници и активисти кои што биле морално и духовно затапени луѓе и почнале да прават секакви зулуми во Орегон, таму каде што живееле, па дури стигнале и до убиства и до различни измами, кое што не било намерата на Ошо, меѓутоа тој бил подведлив во однос на неговите следбеници кои што ги сакал, им верувал. Знаете, самата љубов, велат, го заслепува човекот и го прави да не прави најпаметни одлуки во тој момент. И баш така, овие луѓе се силно заљубени во животот и во светот и таа љубов понекогаш те прави да си го заборавиш разумот
А воедно исто така, овие луѓе се многу конектирани со природата и со некои надприродни сили кои што они веруваат дека постојат, или барем живеат како да такви сили постојат, и тоа ги прави доста опуштени, доста меки, и мислам дека во овој контекст им фали одреден вид на манифестација на мок, манифестација на аф, на еден вид на контрола врз светот, бидејќи се луѓе кои што имаат највеќе што да дадат во светот и потребно е да преземат еден вид на контрола врз светот за да можат да го оправат. Меѓутоа, тоа се луѓе кои што не сакаат контрола и најчесто бегаат во планина, бегаат во пештера некаде кај што може да се скријат, да си бидат самите, и бегаат од луѓето, а им се реално најпотребни. Па може би ова да речеме аверзија кон превземање контрола е проблемот во оваа фаза, бидејќи вистинското е да речеме обединето, веќе не ни холистичко, туку апсолутно обединето унитарно размислување, мислам дека би ја прифатило и превземањето на контрола како вред, нели? Да. Не е само се тече, добро вред се тече, ама и јас течам во тоа се, и ако имам волја и можам да преземам контрола за ова или за она, и ако треба, зашто да не? Да. Јас искрено од мој аспект не би коментирал кои се проблемите во трикизната холистичка фаза, бидејќи не ги знам. Се уште не сум таму. Знаеш, авторите на спиралната динамика даваат, често ги пишуваат боите на следниот начин. Фазата во која што си доминантна, таа се пишува со големи букви, а онаа фаза од која што доаѓаш или во која што преоѓаш во тој даден период од животот, од развитокот, пишуваат со мали букви. И, например, јас за себе би се опишал дека сум жолто доминантно, односно жолти големи букви, а трикизно мали букви. После жолто, значи жолто па трикизно. А за тебе, например, би ги ставил обратно, дека си трикизно доминантно, а жолти и мали букви. Значи уште не си го напуштил жолтото, ама веќе го реализираш трикизното. Така што од мојот аспект, бидејќи сум доминантно во жолтото и не сум дошол во кризата на трикизното, затоа што сум во кризата на жолтото, не можам да искоментирам за проблемите, затоа што немам ниту податоци, па ниту па можам да најдам други податоци што би значеле проблемите таму. Еве сега ти даде некои примери на проблеми и јас се инспирирав од тоа, ама ти да не ги дадеше проблемиве, јас немаше да имам идеја што да искоментирам. Како и да е, овие беа двете постконвенционални фази кои што авторите на спирална динамика ги имаат дадено и кои што оригинално доаѓаат и од Чарлс Грейвс, авторот, нели? Сега убаво што наговести за проблеми, затоа што ако постојат проблеми, постојат решенија, а решенијата би влегле во следните фази. Сега тука тек како ќе влеземе во некои шпекулативни како да кажам, простори, затоа што мислам дека ни двајцата не само што не ги знаеме, туку не можеме и да најдеме за нив што би било. Тешко може да замислиме, да. Да, тешко може и да замислиме. Меѓутоа, јас би рекол, ако ти текнува кога зборувавме пред некој ден на телефон и баш го искоментиравме што би било, например, еве да речеме трето ниво после овие две. И мене ми текна една работа дека може би некои луѓе кои што апсолутно живеат без сепство, значи апсолутно немаат сепство, туку апсолутно се во целото течение на постоењето и на универзумот и допираат до она што го викаме ние платно, односно основата на постоењето, на реалноста. И
многу често тие, затоа што го достигнале тоа ниво, апсолутно не ни осеќаат потреба ниту да зборат, ниту да предаваат за истото, туку едноставно си постојат на тоа ниво и си тераат работа. И можеби тие луѓе се такви. Ми текно ти ми зборуваше дека си имал средба со како се викаше човеков? Гуруто? Јогирач? Тука во Македонија. Во Маврово. Моханџи. Со Моханџи. И дека си разговарал со него и кај него си осетил, без разлика што ти одговорил на прашањето или на што и да е, си осетил апсолутна присутност, апсолутна неприсутност и неповрзаност и незаинтересираност. Ама не во негативна смисла, туку во никаква смисла. Едноставно човекот Да. бил неприсутен. И можеби, тоа се тие луѓе кои што постојат на тоа ниво. Шпекулирам. Тоа е многу интересна шпекулација. Мислам дека се наближува до целта. И мене така нешто ми личи. Ми личи дека би биле некои кои што се над овие учители, туку се некои кои што дури немаат ни потреба за учење, затоа што се толку не само што се идентификуваат со целокупноста на реалноста, туку се идентификуваат, идат подлабоко и се идентификуваат со она што е основа на реалноста, тоа е просторот, тоа е она безформност од која што све се родило. Она Ете така, да. Платно што јас и ти го нарекуваме. Да. Едноставно безформното, будистите го велат, го нарекуваат ништото. Меѓутоа не е ништо, туку е потенцијал за се. Ете така. Оно е ништо самото по себе, ама е потенцијал за се. Да, тоа е она што таоистите го нарекуваат Тао, она што христијаните го нарекуваат Царството небесно, едноставно Нирвана. Или нирвана. Да. Да, состојба на живење во тоа. Или пак нирваната во хиндуизмот или во јогата се нарекува нирвикалпа самади. Тоа значи состојба на ништо, блажена состојба на ништо. Кое што пробува да го долови со зборови нешто што не може да се долови со зборови, бидејќи не е форма. Зборовите можат да објаснат само форма, а ова не е форма и зборовите не можат да го објаснат, не можат да го формулираат. Бидејќи тоа е формулирање, буквално треба да објасниш некоја форма. Именно не може. Како што и Лао Це ќе каже, таото на кое што му е ставено име не е вистинското тао. Апсолутно. Исто така, уште еден концепт кој што можеби во одреден аспект се контрира со ова, можеби и не, баш ќе размислиме, е ако ги видиме овие нови стадиуми како огледало на старите. Тоа е нешто што сега ми текна во моментов. Да замислиме дека првата жолтиот стадиум од ова поле, од втората фаза, е пандан на првата фаза на првото ниво во првата фаза. Значи она ниво на преживување, на чисто преживување. Бежот, каде што е транзиција од животно во човек, кој што се групира во одредено племе. И таа не е фаза сама по себе, туку е едноставно, бар јас не ја гледам како фаза, туку е преодна фаза, каде што се формираат првите племиња, првите групи на човекот, на вистинскиот човек, значи веќе нешто помеѓу животно и човек е во таа фаза. И потоа холистичката фаза пак би ја направил еднаква со оваа племенската фаза, каде што се идентификуваш со племето, овдека се идентификуваш со целовкупноста на постоењето
И има некои сличности, како например верување во надприродни сили, во енергии, во закони, во карми и така натака, кои што не можеш да ги дознаеш, меѓутоа не ти е ни гајле дали вистински постојат или не, ти живееш како да постојат и за тебе се една интуитивна реалност. И двете групи ги имаат овие полиња, со тоа што втората група, холистичката, тоест и двете фази го имаат истото, меѓутоа оваа втората го има во далеко понапредна форма. И сега врз основа на тоа, ако мораме да го замислиме третото ниво, би било некој пандан на ова освојувачкото, црвеното, и би изгледало на некоја на некое потурнување или некој обид за превземање на моќта, превземање на контролата во своји раце. Како што зборувавме пред малку. Да, би било нешто кое што ги стимулира овие просветлени индивидуи да го водат светот, едноставно да бидат просветлени лидери на светот, а не само учители, туку да ја превземат еволуцијата во своји раце и да ги еволуираат луѓето, да ги издигнат нивните енергии. И ова е интересно, бидејќи води, сега ми текна дека води кон одреден мит кој што го има во главно во јогата и во будизмот, дека некаде во Хималаите постои собир на не само просветлени, туку возвишени мајстори, ascended masters, кои што живеат некаде во некој таен град или во некое тајно место и од таму го водат светот со помош на нивните енергии, меѓутоа и со помош на нивните хиперинтелигентни и хиперспособни влијанија кои што ги имаат врз светот и на тој начин ја превземаат контролата врз нашата еволуција. И тоа е многу пати го кажуваат некои просветлени учители и јогини кои што велат дека луѓе како индивидуи како Исус Христос или Бабаджи или Буда, нивните форми се уште постојат на планетата Земја и тие не еволуираат нас без ние да знаеме. Интересно. Тоа. Интересно. Епа, убаво што го напомена ова, затоа што во книгава на спирална динамика, поред авториве, секој од овие што се постконвенционални фази, жолта и трикизна, во секој од нив се остваруваат 6 конвенционални фази. Поред нив. Значи, жолтата е повторно да се поминат сите од беж, па од виолетова, па црвена, плава и така натаму до зелена. Па после тоа во трикизна, исто така, да се поминат истите, само на преку светогледот и логиката на трикизната. И тука мислам дека убаво би било да го искоментираме она што го зборувавме пред да почнеме да ги снимиме епизодиве, а тоа е дека многу често се случува, а ова можеме да го видиме само кој ќе дојдеме во овие постконвенционални жолта и трикизна и другите. Многу често се случува да еден човек или организација или колектив, се едно ентитет, да е доминантно во некоја фаза, а во некоја друга пониска да не му е решена или да не му е изживеана и да не му е со еден збор решена. Еве еден пример. Ако имаме човек кој што е дете на богати родители. Тие богати родители, да речеме, станале богати заради тоа што биле во портокалова фаза, каде што работеле за материјални добра. И направиле богатство и детето кога ќе се роди, многу брзо ги поминува фазите, дури ги поминува и ги прескокнува некои фази, заради тоа што не треба сам да ги решава, затоа што му се решени. Па така му се решена му е и портокаловата фаза на материјални добра, и човеков, кога ќе стане младич или, да речеме младич,
веднаш влегува во зелената фаза. Арно, ама, некои работи не му се решени од црвената, од виолетовата, од сината. И едноставно тој човек е дефектен. Тој е во дефектна зелена фаза. И оние проблеми кои што ги гледаме со, например, во зелената фаза, некои модерни проблеми со авторитарни, како кажам, угнетувачки, модерни, прогресивни, woke проблеми, доаѓаат токму од тоа, заради тоа што тие луѓе се резултат на акумулирањето на материјални средства од претходната генерација, меѓутоа ги немаат поминато фазите претходно, туку се практично спуштени директно во зелената фаза и сега се измислуваат цели идеологии или цели проблеми, дури таму каде што ги нема, и се однесуваат на начин кој што, например, ако авторитарноста е проблем, таа доаѓа од сината фаза, таму е авторитарна. Ако е проблем, например, некој човек дека е слаб во животот и не знае да се брани себе си, а е во зелена фаза, тоа доаѓа затоа што не ја исполнил и не ја обработил црвената фаза, каде што е цекнување со моќ и со самоодбрана и со сопствена моќ. Или имаме луѓе кои што влегуваат во зелената фаза и се борат за светот и за не знам, екологијата и LGBT права, а врска немаат од водење бизнис. Значи сите овие проблеми настануваат заради тоа што многу од луѓето, заради решените проблеми од претходно и заради несвесноста на нивните родители или општеството, општо заедницата во која што живеат, а таа несвесност доаѓа затоа што тие се уште не се во овие постконвенционални жолта и трикизна. Многу луѓе едноставно се директно спуштени во некоја фаза и ги немаат решено претходните и во текот на животот мораат да ги решат и нив. И заради тоа идејата е да се качуваме нагоре кон минимум жолтата, ама понатаму и кон холистичката трикизна фаза, со цел да бидеме свесни како заедница, како ентитет, како организација и како родители, како поединци, да бидеме свесни дека сите овие фази постојат и дека секој поединец или нашите деца или нашите членови во организацијата мора да ги поминат сите фази на органски начин, на природен начин да ги поминат, а не да бидат ставени, фрлени директно во некоја повисока фаза без да ја поминат претходната. Така, не е ова надпревар по скокање, за да си рипнеш во некоја висока позиција или да мислиш дека си некоја висока позиција на свест, а дека тие подолни полиња и подолни нивоа на свест не ти требаат и треба само да ги игнорираш, туку ова е игра на интеграција и ти треба да ги интегрираш сите позитивни аспекти или сите неопходни аспекти од сите овие полиња што ги кажавме претходната епизода. Да, значи не е без разлика ти да ги поминеш претходните нивоа, пониските, словно речено, ќе ги поминеш многу побрзо, ќе ги поминеш многу, како да речам, со подобри поуки извлечени од истите. Меѓутоа можеш да ги поминеш, не можеш да ги скокнеш. Свештениче, мислам дека тука можеме да го завршиме нашето изложување на спирална динамика. Да дадаме едно кратко сиже од денешната епизода, па и од претходната, еве чисто како потсетување, и после тоа да ги извадиме прагматичните поуки од истата. Може? Повели. Значи, оваа епизода беше втората епизода, односно втората половина од покривањето на спирална динамика, теоријата која што почнува во 96-та година од Коуен и Бек, практично се гради врз теоријата на Чарлс Грейвс, кој што нивниот, како да речеме, еден духовен и научен авторитет. И се однесуваше на спирална динамика, објаснивме претходно кои се нивоата, имаме 8 кои што ги знаеме и 9 едно кој што го шпекулиравме. Тие се беж, кое што е инстинктивно ниво, виолетово, кое што е, да речеме, мистично и анимистично,
па после тоа го имаме црвеното, кое што е импулсивно и е фокусирано на моќ, па после тоа го имаме плавото, кое што е фокусирано на правила и на улоги и на авторитарност. После тоа имаме протокаловото, кое што е фокусирано на лично постигнување. И на крајот од конвенционалните нивои имаме зеленото, кое што е поосетливо и кое што е по релативистичко ниво. Потоа навлегуваме во постконвенционалните нивоа. Првото е жолто, кое што е системско и интегрално. Се обидува да ги интегрира сите овие, затоа што е свесно за сите. За прв пат едно ниво е свесно за сите други. После него го имаме холистичкото, кое што е трикизно и кое што успешно ги интегрирало сите други. И на крајот го имаме коралното ли, како ќе, не знам која боја ќе му ја кажеме, кое што е апсолутно веќе обединето. Не е ни холистично дури. Сите нивоа се представуваат решенија на проблемите од претходните нивоа. Сите нивоа мораме да ги поминеме како поединец, како организација, како колектив и како ентитет. Во оваа епизода ги обработувавме постконвенционалните и шпекулиравме на третото постконвенционално. И мислам дека тука јас би завршил со сюжето, ако сакаш да дадеш по некој прагматичен совет. Во претходната епизода ние кажавме дека практично би било сите овие полиња да се разгледаат со една интроспекција, значи како што се слушаат или како што се читаат овие полиња кои што слушателот понатака ќе си ги истражува лично, да се погледне самиот себе и да види кои аспекти од сите овие различни полиња му недостасуваат во неговата индивидуа, во неговиот личен карактер и неговите особини, и да види каде неговата еволуција неминовно заглавила некаде. Значи сите ние сме еден мозаик од различни аспекти, проценти или промили од некои различни полиња. Ние сме мозаик и наша цел е овие пониски форми да ги интегрираме во се повисоки и повисоки, за да може да добиеме еден поголем процент на единство во повисоките полиња на свест. И советот би бил да се врши една интроспекција, една силна интроспекција, контемплирање на своите атрибути и на своите недостатоци, за да може да се увиди каде индивидуата каска по однос на својата еволуција и да може самото посведочување да си даде напор и да се еволуира самиот себе си во повисоки форми. А самото тоа гледање, кажавме и дека ќе не издигне неминовно во жолтата, барем во жолтата фаза. Ако успееш да се видиш себе си како мозаик од различни аспекти на свест или нивоа на свест, ти неминовно се издигнуваш над нив и веќе си влегол во жолтата фаза. Во ова епизода сакам да додадам само уште едно нешто како практичен совет, а тоа е доколку сакаме од жолтата да влеземе во повисоките нивоа, во највишите, треба да влеземе не само во контемплација и во анализа на себството, туку треба и да влеземе во искуствено чувствување на себството, а тоа е процес како што е медитација, процес како што е молитва, можеби јога, така натака. Пред се работи за процес каде што не размислуваш или твоите мисли се во позадина, а она што е напред е свесноста и целта е да се биде свесен дека си свесен. Тоа би било еден практичен совет за еволуција во највисоките форми на свест кои што до сега ги знаеме. Супер. Само една работа сакам да додам, бидејќи не ја спомнав претходно, а тоа е
Без разлика во која фаза или која боја или како сакате кажете се наоѓат, фазата или височината во наводници на бојата во однос на другите не е ознака за нејзина добрина или лошина или како и да е. Значи, секој се наоѓа во фазата во која што треба да се наоѓа во тој момент и во тие животни услови. Која ќе ја надмине таа фаза ќе дојде до следната. И во исто време, еден човек па една организација, колектив, може да припаѓа на повеќе фази одеднаш. Една да има една доминантна фаза, меѓутоа и да се протега на други неколку фази истовремено, така што ако нашите следачи се наоѓаат во различни овие фази, тоа не значи дека не може да биде тоа, туку дека или дека мора да бидат фиксирани на една, напротив, може да се наоѓате на повеќе. Особено може да се наоѓате на фазите кои што си одговараат меѓу себе. Значи, колективистичките фази меѓу себе, например зелено, плаво и виолетово, а исто така и индивидуалистичките фази меѓу себе може да си наоѓаат своји, како кажам, исти работи, бидејќи се исти по карактер, по мета карактер. Ете толку. Дали може да ја затвориме епизода? Секако. Поздрав и ви благодараме за вашето внимание. Поздрав.